Стариот народен театар во Битола беше една од најимпресивните архитектонски структури во градот, познат по својата историска вредност и уметничка естетика. Изграден во доцниот 19 век, театарот беше поставен на местото на неколку претходни објекти и низ времето претрпел разни реновирања и реставрации за да го задржи својот оригинален изглед и дух. Надворешната фасада на стариот театар имала карактеристични неокласични елементи со доминантни столбови, арки и декоративни детали. Граден бе од цврст камен и цигла, што му давала грандиозен и елегантен изглед. На предната страна можела да се видат богати украси, како што се скулптури и орнаменти, кои одразувал епохата на градбата. Реагирањето против рушењето на стариот народен театар во Битола било многу интензивно и полемично. Граѓаните, културни работници и организации изразија загриженост за наследството и значењето на театарот како културен символ на градот. Еве некои од клучните аспекти на реакциите. Зачувување на културното наследство. Многумина истакнаа дека стариот театар е дел од историјата на Битола и дека неговото рушење представува загуба на културното наследство. Граѓански иницијативи. Постојат неколку граѓански иницијативи и петиции кои бараат спасување на театарот и негово реновирање наместо рушење. Овие иницијативи често вклучуваат организирање на митинзи, јавни дебати и кампањи за подигнување на свеста. Реакциите вклучуваат и критики кон локалните власти за недостаток на транспарентност и за тоа што не ја вклучуваат јавноста во процесот на донесување одлуки. Некои предлагаат алтернативни решенија, како што се реновирање на постоечките објекти или адаптирање на просторот за современи потреби, без да се губи оригиналниот карактер на театарот. Организирање на културни настани во поддршка на театарот, како што се театрални изведби, изложби и концерти, за да се привлече внимание и поддршка од пошироката јавност. Реакциите продолжуваат да бидат актуелни, а јавната дебата околу судбината на стариот народен театар во Битола останува жива. Во овој случај бирократијата не го послуша народот и театарот беше срушен тајно и на брзина преку ноќ.